Прво учество и веднаш победа. Елеонора Иванова со темата Златокоса ја воодушеви публиката со својата убаво украсена трпеза, покажувајќи ги своите вештини во кулинарството. Собра најмногу гласови од публиката и се закити со титулата Вешта жена на Кочани за 2015 година. Ке го представува градот на републичката манифестација во Тетово. Навистина сум многу возбудена и наградата не ја очекував, бидејќи навистина беше важно да учествувам и затоа сакам да се заблагодарам на организаторот, на Марија, која што ми овозможи да учествувам на оваа прекрасна манифестација. Мислам дека достојно ќе го представам градот на републичката манифестација на Вешта жена. Темата ми беше Златокоса. Идејата од каде беше? Идејата ми беше од мојата ќерка. Тоа е еден од незините омилени анимирани филмови, па така таа ми ја даде идејата да ја правам торатата со Златокоса и главното јадење исто така. Годинава 5 надпреварувачки собраа храброст, одвоија време, вложија труд да подготват свечено украсени трпези, што на крајот им се исплати. Според гласовите на жири комисијата составена од жени победнички на општински манифестации од повеќе градови од државата, прво место во категоријата општ впечаток доби надпреварувачката Кристина Стојанова со темата Семејно гнездо. Прво место за декорација на главно јадење освои надпреварувачката Благица Павлова со темата Љубовно гнездо. Во категоријата сервирање најмногу гласови доби Милка Стојменова со темата Музички инструмент. Прво место во категоријата Вкус на главно јадење и прво место од публика освои овогодишната победничка Елеонора Иванова со темата Златокоса. Прво место за десерт и прво место од жирито го добива Анета Лазарова, која трет пат учествува во Вешта жена и својата маса ја посвети токму на манифестацијата и темата й беше насловена Вешта жена. Годинава со своја украсена трпеза на тема црно-бело се представи и надпреварувачка за Гран При награда Сузана Стојчева. Сите учеснички добија диплома од Вешта жена и подарок од генералниот спонзор Цептер, како и цветни аранжмани од цвеќарницата Флора. Вешта жена годинава го одбележа својот јубилеј 20 години постоење на манифестацијата во Кочани. По тој повод пехари и дипломи добија жените кои вложија труд да започне и продолжи да се организира манифестацијата во Кочани, а тоа се Мирослава Петковска, Елица Зафировска, Анета Лазарова, Надица Петрова, како и годинешната организаторка Марија Мишева, која што и самата беше Вешта жена на Кочани пред 2 години и го представуваше градот во Тетово. Ова е 20 години од постоењето на Вешта жена во градот Кочани. Горда сум што сум организатор на ваков јубилеј. Минатата година бев и организатор и учесник во Вешта жена. Оваа година имаме повеќе надпреварувачки, значи имаме 5 надпреварувачки од кои да не знаеш која маса е поубава. Вешта жена пред 2 години се прошири надвор од границите на државата. Жените македонки вештините во кулинарството ги покажаа и во Швајцарија. Покрај другите активности, точно главната преокупација наша е избор на Вешта жена на општинските надпревари во 22 града во Македонија, меѓу кои еден е Кочани. Иначе Вешта жена постои 23 години, а за градот Кочани е јубиларен 20 години. Значи корените и почетоците на Вешта жена без организација да стои пред 20 години не беше возможно да се направи, иако за овие 20 години има многу промени, така да вечерашниот избор на Вешта жена ќе го искористиме да се заблагодариме на првите кои ја почнаа манифестацијата, тоа е организацијата на жените на Кочани. Имаме представник тука, со тоа што низ годините секако се сретнавме со различни надпреварувачки. Нашиот надпревар е аматерски. Жената не ја оддалечуваме од кујната, напротив ја приближуваме до семејството. Водителка и годинева беше атрактивната Ирина Спировска. Со оглед на тоа што манифестацијата ја водам од самиот почеток, се чувствам како дел од едно големо семејство на жени од кои што има што да се научи.
Она што е карактеристично за Вешта жена е токму тоа дружење меѓу жените, несебично другарување и пренесување на искуствата. Во Вешта жена има жени од сите националности, со различна вероисповест, со различни професии, различни животни приказни. И од секоја жена може да се научи многу, затоа што секоја жена е една вистинска ризница на богатство за сите оние кои што се помлади. И токму затоа со големо задоволство присуствувам во секој град на општинските надпревари. Еве последниве 3 години Вешта жена се шири надвор од границите на Македонија, па неодамна бевме во Швајцарија, воодушевени од масите што ги подготвија таму жените македонки. За забавата се погрижија членовите на Текила Бенд, а од Сдруженијето за борба против рак на дојка животна искра, жените надпреварувачки добија цвеќе алоe вера. На манифестацијата беа доделени награди од спонзорите, меѓу кои и главната награда патување на Халкидики со вештите жени.